Стари пруги на кои минуваат возови и локомотиви, што се обраќаат од пред 40 години. За нив веќе нема резервни делови, но се уште ги превезуваат патниците. Внатре графити со секаква содржина, смет без грејење. Внатре возовите се многу нечисти, без никаква хигиена. Значи има искршени седишта, секој пуши каде што не е дозволено. Така. Ѓубрето како се фрла? Ѓубрето кој каде сака го фрла. А не казнуваат за тоа. Железницата е во лоша кондиција. Достап на помошника ни е, значи ова сега време е топло, немаме никакви проблеми, али кој ќе завади минус, кој ќе дојде, како ќе ги возиме, не знам. За одблизу да ја види состојбата го поканивме министерот за транспорт Јанакиевски. Со нас да патува со воз. Посетата беше најавена, па сликата во возот беше пристојна. Наплаќате ли редовно? Аз наплаќам редовно. Благодарам. Податоците покажуваат дека граѓаните се повеќе го користат возот. Годинава во првите 9 месеци имало повеќе од 1 милион патници или приближно исто колку што патувале лани за цела година. Овој момент е соодветно на условите кои се во вагоните и мислам цената соодветна е се за некој повисок стандард на влечени капацитети треба и повисока цена да се плаќа. Железницата со години важеше за еден од главните загубари. Дел од економската јавност тврдеше дека компанијата е бунар без дно, влече државни пари, а генерира загуби. За до година од буџетот се планирани вкупно 12 милиони евра за железничките фирми.